Џордан Пруит, поранешна поп пејачка која како тинејџерка настапувала заедно со звездите на Дизни, како што се браќата Џонас и Деми Ловато, ја обвини Мајли Сайрус дека ја малтретирала додека двете биле дел од светот на Дизни. Таа ги изнесе своите тврдења во коментар на Инстаграм кој потоа стана вирален на Reddit и привлече големо внимание. Пруит коментираше старо видео на кое Сайрус наводно се подсмева на Селена Гомес и Деми Ловато. Мали тогаш така се однесуваше со сите, вклучително и со мене, напиша Пруит. Кога еден корисник ја замоли да објасни што наводно и рекла Сайрус, таа им рече: Мајли ми се јавуваше и ми оставаше непријатни пораки на телефонската секретарка. Таа и незината пријателка Менди ми велеа дека треба да направам операција на носот, да ги поправам забите и да си најдам кореограф, напиша таа. Пруит, која сега има 35 години, додаде дека 33 годишната Сайрус била бездушна. Нејзиниот коментар собра повеќе од 1000 лајкови, а представниците на Мајли Сайрус не одговорија на барањето на Page Six за коментар. Холивудската актерка Хајден Панетиер пред ненадена смрт изградила портфолио на недвижности вредно повеќе милиони долари низ САД, дополнително зголемувајќи го своето значително богатство. Звездата од Херој и Нешвил купила куќа во Лос Анџелес за 2 милиони и 635 илјади долари, кога имала само 18 години, а подоцна ја продала за 3 милиони и 75 илјади долари. Хейден зад себе ја остави ќерката Каја, која сега има 11 години, а која ја доби со Кличко. Девојчето живее во Европа со својот татко и поранешен свршеник на актерката Владимир Кличко, кој има старателство над неа. Бидејќи не е познато дали Панетиер составила тестамент или основала фондација, неизвестно е кој ќе го наследи незиниот имот и хонорарите што незините проекти и понатаму ги генерираат, пишува People. Тројца адвокати од Калифорнија, Марк Стерн, Џордан Метјус и Џонатан Форстер, ги објаснија можните сценарија за незиното наследство. Тие анализираа што би можело да се случи со имотот, кој би можел да управува со него во име на малолетната ќерка и како постоењето на тестамент или труст би влијаело врз целиот процес. Тестаментот или фондацијата се клучни документи кои ја одредуваат распределбата на имотот и начинот на кој ќе се управува со него. Ако такви документи не постојат, се применуваат државните закони. Ако имала фондација, средствата се исплаќаат на фондацијата, а потоа се распределува до наследниците. Ако починела со тестамент, процесот оди преку оставинска постапка во Калифорнија и имотот им припаѓа на лицата наведени во документот. Ако пак не оставила тестамент, се решава според калифорниските закони за наследување, што значи дека незината ќерка би добила се, објаснил Форстер. Фондацијата би овозможила на актерката сама да одреди кој ќе управува со наследството на Каја и колку долго тие средства ќе бидат заштитени. Од амбасадата на Шведска во Македонија објавија фотографија од Јован и сестра му Јована во пресрет на доделувањето на наградата и уште еднаш ја нагласија причината поради која ќе му биде доделено ова признание, неизмерната храброст, солидарноста и пожртвуваноста што тој ги покажа на копниот 16 март 2025. Јован Костадинов, момчето кое во март 2025 година успеа да спаси 21 живот од огнот во дискотеката Пулс, бестрашно одејќи кон пламените јазици, со право го носи епитетот Херој од Кочани.
А тоа го препозна и Академијата Раул Валенберг во соработка со Шведскиот институт и шведските амбасади, кои оваа година го вброја Јован меѓу 16 добитници на наградата за младинска храброст, а која од 2015 година се доделува на исклучителни млади луѓе од 13 до 20 години. Јован веќе пристигна во Стокхолм, каде што утре ќе ја прими престижната награда, а таму е во друштво на својата сестра Јована. Вечерва од 19 часот во галеријата Божиновски на Широк сокак во Битола ќе се одржи слушачка промоција на двојната плоча на бендот Фолтин во живо, како дел од одбележувањето на 30 години концертна активност. Бендот го опишува изданието како своја звучна монографија на кој концертната енергија е преточена во аналоген запис. Материјалот е снимен во живо во Пловдив и Скопје на аналогна опрема, а винилот е печатен во Сони во Виена. На промоцијата ќе се слуша на специјално дизајнирани звучници изработени од инженерскиот тим на Теохаров со аудиофилска поддршка од Аудиокултура. Посебно изненадување е подготвено за оние кои присуствувале на првиот концерт на Фолтин во Хераклеа пред 30 години, кои на промоцијата ќе добијат бесплатна влезница за јубилејниот концерт на 29 август.